Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме една специјална тема на која што навистина обожавам да разговарам. Тоа е новото видео во крипто категории нашиот голем проект кој што го превземавме, каде што денес ќе разговараме за скоро веќе половина од темите сме ги поминале за метаверс, кој што сакале ние или не доаѓа и буквално ова е веќе како оној филм Ready Player One, каде што едноставно се повеќе и повеќе работите се преместуваат на метаверс, односно на виртуални светови, кои што во оваа ситуација веќе се постоечки, а тоа се најголемите два, Decentraland и Sandbox, односно Mana токенот и Sand токенот, кои што се криптовалути. Дополнително на тоа ќе го работиме и Engine токенот, ќе поразговараме зашто се овие три најбитни моментално во самиот сектор на метаверс. Како што рековме и секогаш, значи прво отвараме во CoinGecko под категории, фактички ја најдовме Decentraland, односно метаверс категоријата, каде што можеме да видиме дека и по market cap најбитни се Decentraland Mana, која што е 1,3 билиона, исто така 1,3 Sandbox и Engine со 500 милиони. Axie Infinity нема моментално да го земеме први, затоа што истиот спаѓа во игри, иако има поврзано со метаверс. Ако мене ме прашувате, јас го сметам во игра и таму и ќе го обработиме. Сега за сега ќе разговараме за токени и проекти кои што се исклучиво наменети за метаверсот, со тоа што можеме да видиме дека сите други останати се со многу помала цифра, да речеме во market cap, затоа и нема да ги земеме во предвид. Сега за сега овие се трите главни кои што ја водат моментално, го водат овој свет. Decentraland како таков ни представува, да речем, најстариот, значи можеме да видиме и според самиот чарт, Decentraland представува најстариот метаверс кој што постои уште од, верувајте или не, далечната 2017 година. Со тоа што, значи, од 2017 година официјално постои виртуален свет во кој што моментално е активно работи. Сега, јас за да го објаснам, поради тоа што верувам дека некои од оние кои што гледаат ова видео од прв пат, моментално гледаат видео на нашиот канал, и би сакам денеска да ви покажам како изгледа моментално прво Decentraland, а потоа и Sandbox. Затоа најдов видео, затоа што доколку јас треба да го направам тоа на мојот компјутер, за жал мојот компјутер не е толку добар. Поради оваа причина најдов видео каде што може да видите како тоа изгледа. Значи, еве, чисто ќе го зголемам, сакам да видите како прилика изгледа еден виртуален свет. Значи, интересното од целото ова е што сите овие работи кои што гледате, ова е неговиот баланс, каде што има 800 мана токени. Значи, он може тие токени да ги распределува и користи било каде во овој свет, со тоа што сите овие икони, сите овие места кои што ги гледате представуваат активни на некој начин софтвери поврзани со самиот реален свет. Значи, толку го свртим понатаму, само сакам да ви покажам како прилика изгледа, затоа што има многу места кои што може да ги посетите, има многу, ова е галерија, например, ова е рандом, буквално комплетно рандом притискам низ целото видео, значи гледате, ова може да го купите. Значи гледате дека е 58 Ethereum да го купите ова, и да речеме доколку сте вие уметник, можете истото, значи, да дојдете и во овие галерии да аплицирате со вашите NFT дела, кои што може да ги продадете или купувате во метаверсот, во случајот во Decentraland. Значи гледате, буквално се шетате низ галерија и купувате, продавате. Значи, доколку прошетаме понатаму, да видиме што е баш нешто интересно овде. Мислам дека ова, ако не се лажеме, да. Значи, ова е, кога што гледам, фризерско студио. Значи, овдека може да промените изглед, значи, во секое време. Со тоа што најчесто сите овие работи кои што ги додавате на себе си кошта солидна сума на пари, ќе ви покажам, го имаме и маркетплейсот отворен во еден од табовите, каде што може да видите колку кошта да смените, не знам, обични ночери или да додадете некои патики, нешто такво. Значи, сакам само да ви покажам како прилика изгледа. Да видите како се тоа изгледа и како се врши интеракција моментално, иако да не забораваме дека се уште ова е во рани степени на развој. Не знам ова што е, се обидам да разберам каде е моментално, и ова е некоја галерија која што можам да видам. Добро, чисто ова е мапата, овде ќе ја покажат и мапата, значи гледате, може било каде на мапата да се телепортирате,
ова се координати кои што моментално ги гледате, значи буквално од било каде можете во било кој сегмент од мапата да се телепортирате, со тоа што сите овие места на мапата имаат посебна намена. Има градови кои што се казина, има градови кои што се само за игри, има градови кои што се не знам за забави, значи буквално има концерти. Ќе ви покажам, имам и евент табот, значи тоа е проблемот што јас кога правев ова на мојот компјутер, ќе ни требаше голема количина на време. Гледате, значи буквално се премести на новото место и моментално се шета повторно некоја галерија, гледате. Значи има многу, сега метаверсот е претежно да речем преокупиран од уметници и од таков тип на уметност, затоа што се уште големите, да речем, индустрии се уште не завлегле доволно, но има некои нови вести. Гледате, значи буквално овдека гледа, како што можам да видам, некои научни документи за одредено место, како што можам да видам. Значи, еве како прилика изгледа, мислам дека ова беше ова е играчница. Значи, замислете, буквално може да игра. Ако се сеќавате оние кои што се постави флипер, значи буквално може да, само мислам дека и ќе го направи тоа. Гледате, значи, откако ќе се активира, буквално работата му е да ги користи овие копчиња на вашата статура и да играте, гледате. Значи, моментално игра во игра. Со тоа што ова е само на кратко да видите како прилика изгледа, но ова понатаму ќе биде многу поразвиено, затоа што моментално имаме купување, значи многу од модерните брендови се моментално активни, каде што можеме, значи, да си купиме било што, со што купуваме и NFT токен, а во исто време и тоа ни е доставено во реалниот свет. Нас дома, значи гледате, има играчница, има и казино, сакам и тоа да ја го покажам, затоа што е доста интересно. Значи активно казино каде што може да се коцкате. Оприлика вака изгледа тоа. Значи гледате, овдека рулет, ставате бројка, автоматски, нели, знаете како функционира, не морам да ви кажам, но интересно е тоа што навистина активно можете да учествувате во игри на среќа, што е нешто што, да речем, досега вака активно не било видено и се повеќе и повеќе се развива. Значи ова е оприлика како изгледа. Ова е верувам исто така за, ако не слажам, ова е менувачница овде. Да, менувачница. Значи, гледате, можете фактички да ја користите Uniswap директно на самиот децентрален. Значи, иако има многу, јас морам да ја кажам дека не следам активно, да речеме, да сум дел од самиот децентрален, затоа што има луѓе кои што буквално живеат во самиот децентрален, но интересно е да се види како прилика изгледа. Сега, околу децентрален, не само децентрален, туку и останатите токени, како што е во случајов Send, како што е Engine, како што се останатите кои што сакаат да се развијат во метаверс секторот. Значи, ако се сеќавате, уште јас на првото видео што го направив пред околу, 3 месеци, ви кажав дека моментално се создава оваа голема корпорација на некој начин, која што моментално се нарекува Metaverse Standards Forum и е составена од Microsoft, Nvidia, Metaverse, односно, поседувано од Facebook и Sony, кои што заедно, правејќи го овој форум за стандарди на Metaverse, се обидуваат да создадат заедничка технологија која што понатаму ќе помогне во развојот на овој сектор, значи целосен развој. Гледате, че имате правење на прототипи, хакатони со кои што се обидуваат да, отстранат багови, хакови потенцијални и слично. Значи гледате, имате open source tooling, односно тоа е на некој начин за програмерите кои што ги придонесуваат во овој сектор. Значи овие големи компании се обидуваат да го развијат ова и да направат една целосна наука во која што понатаму нормално истото ќе биде искористена за профит, да не се лажеме. И гледате дека моментално вакви имиња како Microsoft, Nvidia, Sony, нормално и Meta, значи она што ви го кажам, гледате, ова се буквално сите аспекти од креирање на еден мета свет. Значи имате софтвер кој што најчесто нормално ќе биде креиран од Microsoft, Nvidia во однос на графиката, Sony во однос на самата хардвер кој што е потребен за фактички да бидете дел од метаверсот, иако моментално да бидете во децентрален не ви е потребно да имате 3D маска, може тоа да го направите на обичен компјутер, значи едноставно играте дводимензионална игра во децентрален метаверсот, но гледате дека моментално се оди на целосно искуство, гледате овде дека буквално ќе се развива до степен да имаме целосно лайф искуство во новиот мета свет. Значи, ова е нешто што е многу битно. Гледате дека веста е релативно нова, иако е од 26 јуни до сега не сме правиле апдейт за метаверсот, затоа што е малку
моментално пазарот е многу побитен во однос на Metaverse, но она е нешто што, например, оваква вест може да ви наговести каде се тоа се движи и тоа е уште еден аспект кој што ви кажувам постојано дека Metaverse-от, посебно во следниот bull market, ќе биде еден од најголемите гейнери, барем ние како тим така мислиме и затоа се спремаме да, дополнително инвестираме солидна сума во овие токени, откако ќе го утврдат сопственото дно, значи како што кажавме сега за сега не алоцираме во ниту една друга категорија, се додека не дојдеме до моментот да утврдиме биткоин дно, за да можеме понатаму да видиме што ќе се случува во самиот економски сектор, па да определиме кои ќе бидат оние токени во кои што ќе реалоцираме од нашите првенствени токени во кои што финансираме моментално. Шпанската Ла Лига моментално лансира проект на Decentraland, значи ова е релативно нова вест, значи е само еден ден стара, од 16 септември, каде што моментално ќе се направи посебна, значи се сеќавате кај што ви кажа дека има посебен град за коцкање, она што го видовме казината, ќе има посебен дел на ваквиот плоштад на градот Вегас, каде што ќе биде направена голема презентација за фудбал, не сокер, значи тоа само американски идиоти може да го кажат, каде што шпанската Ла Лига ќе се представи сама да себе си со цел да ги придобие Generation Z, затоа што знаеме дека новите генерации се помалку се заинтересирани за реалниот свет, но се повеќе се заинтересирани за се што е онлайн, се што е поврзано со било каков тип на метаверс, поврзано со дигитализација и слично, така да гледаме дека и оваквиот на некој начин Ла Лига е повторно еден вид организација, компанија, не компанија, туку организација која што е свесна дека доколку не најде начин како да се приклучи на новата генерација, може постепено и истата да изумре, сакале не или не, тоа е едноставно вистината. Со тоа што, значи, сега моментално сакам да ви покажам некои сегменти од самиот Decentraland. Значи, ова е основната страна на Decentraland, decentraland.org. Значи, не мора да доwnloadирате, може да само open in browser и ќе може да влезете на било кое место, правите само некој рандом карактер, колку да може да видите како изгледа, да се прошетате низ неа, со тоа што се понатаму ви бара да ставите MetaMask, да конектирате, да имате одредена сума на пари за да може да работите било што сакате внатре. Значи е интересно да се види како изгледа, верувајте ми, е на некој начин уникатно искуство. Со тоа што сакам да ви кажам дека метаверсот генерално, без разлика дали е Decentraland или Sandbox, е многу активен и верувајте ми, јас се изненадив колку моментално активни корисници се постојано таму. Значи, прост пример, ова се моментално, овие кои што гледате, ова се моментално некои од настаните кои што се случуваат. Значи, моментално има charity event, односно се прикупуваат добротворни акции за истражување за рак во Британија. Со тоа што утре ќе биде Канело, верувам дека тоа јас например го пропуштив, прв пат гледам овде, дека Канело, познатиот боксер, не знам кој е GGG, да не се лажеме, но очигледно ќе може да го гледате ова во Decentraland. Овдека имаме fashion некој евент на 20 септември. Чисто сакам да ви покажам дека има секаков вид на Elvis Block Party. Значи овдека ќе биде буквално сега, иако вие сте моментално само пред компјутерот, значи многу луѓе со своите карактери доаѓаат на ваков тип на концерти, каде што додека има, да речем, музика, луѓето разговараат на чат, иако се уште не е развиено до тој степен, но гледате, значи дури и отварање на нови ствари како The Holy Temple, што и да е тоа. Значи гледате овде буквално има најави точно на што се случува и кога, и може во било кое време да дојдете да бидете дел. Значи чисто да ви покажам. Со тоа што сакам дополнително да ви покажам како прилека изгледа Marketplace-от. Значи Marketplace-от е создаден од неколку категории, со тоа што имаме купување на земја и на collectibles. Collectibles затоа што станува збор за NFTs, каде што може да изберете помеѓу што моментално може да изминтате, односно нови ајтеми, како и ајтеми кои што се препродаваат, со тоа што секој од овие ајтеми има цена која што е изразена во мана и можеме да видиме дека моментално 1 мана е 0,73 од $1, значи 75 центи опрлика. Со тоа што прост пример, значи да купите Bad Bunny NFT
би ве коштало 666, прилика околу $600. Значи би ве коштало да купите сликиче. Еве, например, може да купите капа, која што кошта 10, тоа е негде околу $7. Значи, сакам да кажам, може да купите се и сешто, со тоа што овдека може да ги определите според тоа од каков степен, значи знаете ако сте играли игри, што е разликата помеѓу Rare, Epic, Legendary, со тоа што колку е по голема реткоста, толку помалку ајтеми има изминтано и толку поскапи се истите. Значи, гледате овдека веќе почнуваат да бидат многу поскапи, со тоа што понатаму се уште поскапи, но не заборавајте дека моментално се наоѓаме длабоко во bear market, затоа и цените не се толку импресивни, но верувајте ми, за разлика од овде на Sandbox е многу поголем. Добро, значи ова е чисто да ви покажам како изгледа, ова се уствари ајтеми кои што може да ги купите и да ги користите на вашиот карактер, значи ги имате во својата мени и ги додавате на себе си. Сега, чисто да направиме една кратка анализа, значи децентрален е оној кој што е најголем моментално, иако јас верувам дека Sandbox е многу популарен и многу поголема тракција зема, иако е понов. Значи многу поголем број на инвеститори, многу поголем број на големи марки влегува во истиот, со тоа што моментално, значи ако сте ја гледале претходното видео, навистина се наоѓа точно во оној сегмент каде што очекуваме да го акумулираме и тоа го определивме поради претходниот all time high во 2017-2018 година од 35 до 37 центи, каде што моментално ова поле веруваме дека ќе биде моментот каде што веруваме после следниот пат на биткоин ќе се најде цената на мана, со тоа што се размислуваме дали да финансираме во мана или во сент, останува да одлучиме малку понатаму, сега моментално се фокусираме на преживување на bear маркетот и нели инвестирање во оние основни 4 проекти кои што моментално инвестираме, Ethereum, DOT, ADA и Ripple, со тоа што моментално гледаме дека има потенцијал за пат, веќе се покажува на пат, значи ова е на неделно ниво, промена во бранот на моментум, односно MACD надолу повторно, имаме Money Flow повторно надолу, VWAP се заоблува надолу, се оди надолу. Значи, реално, таква е економијата, нема што повеќе околу тоа да разговараме, моментално цената на мана оди надолу и веруваме дека минимална цена која што може да достигне би било претходниот максимален врв кој што го има 2018, негде околу 0,37 до 0,4, тоа би било прилика полето во кој што очекуваме да биде минимална цена, но нормално може да изненади, зависи каква ќе биде. Значи Black Swan event, нешто што не сме го предвидели како што е на пример COVID, може во секој момент да бутне цената и подлабоко, но ова се проекти кои што се овде уште од 2017 година и веруваме дека истите ќе опстанат до следниот bull market, имаат значителни иднина затоа што се два најголеми метаверси во светот и се доста посетени и луѓето нема да дозволат едноставно само така да исчезнат. Следниот проект за кој што ќе разговараме е Sandbox, кој што моментално се движи негде околу 88-89 центи. Со тоа што истиот е втор по големина, по market cap, но генерално јас мислам дека е многу попотенцијален од она што го видев во претходниот bull market. Со тоа што на кратко ќе го направиме истото, сакам да ви покажам. Разликата е што Mana Decentraland е многу по реалистички представен метаверс, за разлика од тоа Sandbox е многу повеќе како Minecraft, може да видите и самите карактери се буквално како да се правени на Minecraft, значи е на некој начин копија од самиот Minecraft. Со тоа што нормално е комплетно друга ситуација, еве може да видите и овдека, верувам дека и ова е галерија, слично на она што увидевме на Decentraland. Значи гледате колку едноставно ова се уствари други луѓе кои што се моментално додека видите име на нив, тоа значи дека се активни луѓе кои што се моментално наоѓаат овде. Гледате има доста интеракција, значи ова се апликации кои што моментално се вметнати во самиот метаверс, кои што имаат за цел интеракција со вас, значи да ви помогнат да може да правите што сакате. Ова се портали, значи порталите ве носат директно на одредено друго место. Значи моментално ова е неговото инвентори, може да видите што уствари истиот поседува, што воопште не е битно. Значи гледате, кога ќе влезе во портал, истиот може да се телепортира на одредено друго место и значи интересно, па морам да признам, значи е многу уникатно искуство, исто како и Decentraland, значи имате продавници, имате се и се што кој што може да го користите. Само сакам да ви покажам како прилика изгледа. Дури има и многу игри, значи моментално Sandbox направи уникатно искуство во кое што ви дава квестови, значи почнувате као level up, некој таков тип на интересни идеи, кои што до сега не беа
постоени, затоа што идејата на самото користење на метаверсот не е само да играте игра, туку и да активно учествувате, значи да купувате, да правите нешто, така да ова е сега додадено ново искуство. Значи, еве, чисто да ви покажам, како што реков, има многу работи кои што може да ги видите, некој диско флор, претпоставам ова е за концерти, верувам и ова е некоја дискотека, значи сите овие работи кои што ги гледате најчесто изложени, ова е буквално дискотека, може да видите, и ова се уствари луѓе наоколу кои што моментално седат, гледате, ова се луѓе кои што буквално чатаат, значи разговараат онлайн. Не знам што да ви кажам, значи сакале или не, тоа е реалноста, моментално целата економија и сето она што го гледате моментално во развој се движи овде. И затоа Facebook финансира толку многу во овој нов сегмент. Ова е галерија, очигледно, че ова се NFT, изгледате, можете да ги купите, ви пише колку, кој го направил, кој моментално го поседува, може да го видите на Marketplace да го купите. Значи, отприлика така изгледа. Значи, верувате ми, ова е многу мал сегмент. Значи, секој од овие големи играчи кои што имаат купено собствена земја, си гради значи собствен имот, едноставно зграда, и имаат посебни дизајнери кои што се задолжени да го направат тоа, и верувајте ми, значи луѓе земаат огромни суми на пари за да го направат тоа, значи да ги направат овие големи, еве, во случајов згради и слично. И моментално сакам да ви покажам, исто така имам отворено таб за да видите, Danger, например, ова е игра очигледно, и например само да видам како прилика би изгледало, значи имате различни игри, само треба да ги најдете и буквално. Значи, се зима ајтем, препоставам оружје. Да. Ево пред како изгледа. Значи, доста интересно, јас на пример никогаш не сум имал време да го направам ова, но верувајте ми, кога ќе дојде момент би сакал исто да го пробам. Сега за сега сум заинтересиран само во неговата, како прилика изгледа. Значи, гледате, баш како игра, само што го правите тоа онлайн и е во реален свет. Своинствено реален. Метаверс. Значи, прилика како изгледа, баш ме интересираше само да видам. Добро. Значи тоа е прилика како изгледа самата игра, гледате, имате многу аспекти кои што може да ги најдете на самата игра. Со тоа што моментално една од најголемите вести кои што моментално може да ја најдам во однос на метаверсот, во однос на Sandbox, е нејзината соработка со DBS. Сега ова е некој си голем банкарски магнат од Сингапур, кој што јас не сум го слушнал, верувам ни вие, но интересно е тоа што, значи многу интересно е тоа што овој магнат се обидува да направи своји канцеларии на Sandbox и моментално има купено 3,3 са тоа се уствари Squares парцел на Sandbox со цел да направи своји канцеларии на банката и да ги унапредува банкарските услуги на Sandbox. Значи, моментално може да видите дека дури банките градат собствени канцеларии во метаверсот, што е доста битна работа ако ме прашувате. Претходното видео кога го направивме за Sand, исто така имаше апдейт, значи до 26 јуни, дека се гради Times Square во минимална верзија на Sandbox. Че јас најдов некои слики од тоа моментално како изгледа, моментално го прават. Значи, овака прилика ќе изгледа Times Square на Sandbox, каде што ќе може да го посетиме, препоставам наскоро. Само сакам да ви покажам, затоа што тоа беше една од работите кои што беа познати претходниот пат, значи Time Magazine, уствари, еден од најпознатите списанија во светот, направи партнерство со Sandbox за да го изгради Times Square во метаверсот, што е доста интересна работа. Сега овдека сакам да ви покажам, че како прилика изгледа Marketplace на Sandbox, исто така Sandbox.game, ете така бил основниот сајт, тоа не го знаев ни јас, каде што equipment, значи гледате, може да купите се и се што и значи 27 цент, тоа е негде околу $20, отприлика како што гледам. Со тоа што и овдека верувам дека се гледате, значи може да highest price баш ме интересира. Највисока цена, $1,700. Микрофон $1,700, например, или Wizard's Hat. И гледате овдека уствари rarity, колку од колку, значи има само 5 вакви ајтеми, овдека имаме 10 вакви ајтеми. Неле, интересна работа. Со тоа што подобро да не ви покажувам колку е да купите земјиште, значи една коцка кошта околу $2,000, а у една коцка не може да направите скоро ништо. Да, или 1,34 Ethereum. Со тоа што ова е lowest price, ако ставиме highest price, може да замислите. Да, прилика, значи ова не се чита
колку е голема, значи гледате, 18.000 Ethereum за ова поле, за едно поле. Значи, ево, прилика да видите колку моментално има пари овде, со тоа што ево прилика како изгледа кога се продава уметност. Значи, она што гледавте таму, оние слики, гледате овие, и тоа се овие 3D статуи и сето тоа, значи се продаваат за солидна сума на пари. Значи, Limit Hero Statue за 21.000, што значи како прилика $20,000. Значи, може да си купите слика, може да си купите, не знам, ствари, што мене не ми се битни, верувам ни вас, но интересна работа е што како аватар, големиот дел од оние огромни проекти, по големите проекти во NFT сферата, значи гледате, на прво место е Snoop Dogg, но јас сакав да ви покажам нешто ова, например, ова е Bored Ape Yacht Club, кој што моментално има отприлика 10.000 различни акаунти, значи од нивните оригинални Bored Ape Yacht Club NFTs, кои што може да ги купите и да ги користите на метаврсот. Значи е чисто за пример, да си купите аватар со кој што може да играте во метаврсот, за овој би ве коштало $101,000. Чисто да видите колку прилика изгледа. Еве, ќе најдеме некој подолу да речеме. Овој. Значи, ова е 101.000 за да го купите, за да може да го играте. Значи, поентата што е, вие фактички го купувате самото NFT и истото NFT ви дава посебен карактер, значи е 97.000. Посебен карактер на Sandbox. Значи, тоа е она соработка која што се повеќе и повеќе се развива. Само сакав да ви покажам дека моментално Sandbox соработува со многу од овие огромни NFT проекти кои што верувам дека ќе бидат исто така доста јаки во иднина. Просто пример сакав само да видам за Snoop Dogg, многу интересира колку би коштало да се купи Snoop Dogg, значи очигледно го купувате Snoop Dogg. 7 не е битно, само ми интересира колку прилика кошта да го купите. Значи ова е уствари NFT Snoop Dogg, кој што кошта $158, кој што после ви го дава како карактер со кој што може да играте во Sandbox, очигледно. Интересно, нели? Моментално од звездите наоѓаат начин како да заработуваат, со тоа што за крај сакам да напоменам дека моментално Sandbox како и секогаш бара огромен број на таленти за работа во метаврсот, кој што може да го работите од вашето место, со тоа што гледате Sandbox Game Careers, ако имате некој од овие, просто значи имате Concept Artist, Level Artist, Technical Animator, Combat Designer, со тоа што мора да запазите во која држава моментално се бара. Значи, ако нема држава, најчесто се бара за светско ниво, но и на европско ниво, например, во случајов Narrative Designer за Европа, било кој од нашата држава може да аплицира доколку има познавање од англиски. Значи, сакам да ви го покажам ова затоа што овдека постојано има нови огласи. Значи, гледате, имате посебен тип на категорија во кој што може да аплицирате, значи арт, уметност, дизајн, инженерство, HR, значи HR за Европа, ако имате искуство, зашто да не. Technical Talent Sourcer, значи ова е практично да новите вработени да ги наоѓате каде да работат и што да работат. Значи гледате, има многу голем број на работни места кои што моментално се бара да работите онлайн и да работите за, верувајте ми, огромни пари. Значи, дури Q&A, question and answers, гледате, значи во однос на тоа каде се наоѓате, екосистем, може да одговарате прашања. Technician, добро, тоа е за Аргентина, но нели, сакав да ви напоменам дека метаврсот не е толку далеко, луѓе со основни технички познавања и со одредени познавања во однос на тоа што се пара, може да добијат работа, не знаете, пробајте, зашто да не. Значи, чисто интересно е кога гледате дека во секое време може да најдете работа, без разлика од каде се наоѓате, доколку сте во, да речеме, една од државите или континентите кои што се бараат. Сент како и Мана, значи истиот е малку понов, значи гледате од 2020, значи затоа ја реков дека Мана е многу постар и е прв метаврс во светот. Истиот се наоѓа точно во она поле кое што претходно го определивме за акумулација, кој што моментално се уште не е допрало оваа линија, но верувам дека допирањето на оваа линија би значило и дно на маркетот. Верувам дека тоа ќе биде со следниот пат, доколку тоа се случи, останува да го видиме. И гледаме дека истото е. Значи, се придвижува надолу постепено, со тоа што се припрема за следниот пат после Федералната резерва, нивниот состанок на 20 и 21 септември, за жал.
и имаме одлив на средства кој што ќе се одрази верувам и на овие токени, иако верувам дека истите има многу голема иднина во следниот bull market, значи претходниот all time high беше на 8,5. Сега моментално цената е помалку од 80 колку е сега моментално, 90 центи, 87. Значи зборуваме за многу голема намалена сума на токените, со тоа што мораме да почекаме да видиме кога истите ќе дојдат до момент да можеме да ги купиме на најдобра можна цена, иако ние не се брзаме за тоа, че не сакаме да ризикуваме со оглед на фактот дека не знаеме што од овие проекти ќе преживее, без разлика колку се потенцијални, значи нивниот маркет кап е премногу мал за да можеме да си дозволиме да ризикуваме уште веднаш со нив, но во иднина Send е најпотенцијалниот проект кој што ние го гледаме моментално и сакаме да финансираме во истиот нормално. И последниот во кој што веќе имаме инвестирано преку Polkadot, тоа е Engine. Значи, она што го гледате, сите оние софтверски алати, оние казина, флипери, сите оние апликации за поставување на NFTs, како што се, например, галериите во ваквите светови, сето тоа произлегува од ваков тип на софтвер, како што е Engine, кој што главната негова работа е значи, гледайте, овдека, например, тоа многу убаво се објаснува, дека треба да ги, он го гради самиот свет. Значи, било што сакате да изградите на ваквите светови, мора да го направите на Engine. Тоа е софтверска алатка која што ви помага да изградите одредена апликација поврзана со реалниот свет. Например, ако сакате да направите стол за рулет, маса за рулет, мора да го направите на Engine, кој што директно ваквата апликација ја прави како ќе изгледа во метаверсот и како истата ќе биде поврзана со реалниот свет, како например вашиот новчаник, односно вашиот Ethereum wallet и како истиот например ќе кореспондира со функционалноста на казиното. Значи Engine како таков представува буквално билдер на се што гледате моментално во метаверсот. Значи сите оние алатки, игри, се она што има било каков тип на корелација со реалниот свет, како што се например продавниците, сето тоа се прави преку Engine и слични како Engine, нели софтвери, со тоа што Engine е најголемиот и да речам ценет во целиот метаверс, но за жал, нели е 0,5 и истиот моментално е со само 500 милиони маркет кап, истиот имаше солиден раст како и останатите токени, значи само да видиме кој беше неговиот максимум, тоа беше негде $5. Со тоа што, пак ќе напоменам, значи Engine, без софтвер како Engine, метаверсот не може да постои. Значи сите оние надворешни компании кои што ќе работат понатаму, како што се Sony, како што се, не знам, Nvidia, Microsoft, тоа што го спомнавме, сакали или не, мора да сработуваат со ваков тип на компании кои што се клучни и кои што имаат најголемо искуство во создавање на метаверс софтвер. Со тоа што Engine направи, значи јас не поседувам Engine, значи да не ве лажам, јас поседувам Polkadot токени кои што беа дадени на оние Polkadot аукции, каде што Engine отвара свој собствен marketplace за NFTs, кој што ќе се нарекува Affinity, и од ваквите Polkadot токени кои што ние ги вложивме, значи Affinity победи на таквата аукција и со тоа фактички ние веќе имаме Infinity токени, иако истите се можеби се наоѓаат на едно или две места на пазарот, но нели Infinity го спрема собствениот маркетплейс и истиот ќе биде активен за следниот bull market, тоа може да бидете сигурни. Со тоа што пак ќе кажам, значи да го поседувате овој токен и да ви ги вратат назад Polkadot токените за 2 години, а да добиете практично од стейкинг на истите, да добиете Affinity бесплатно, е сосема солидно, затоа што кога ќе дојде следниот bull market, ние веќе ги имаме Polkadot токените назад, плюс ќе ги имаме Affinity токените од ваквата аукција. Значи, на некој начин сме инволвирани во Engine, но дополнително сакаме да финансираме во Engine исто како во еден од двата метаверса, односно без разлика, сега ќе одлучиме, значи во однос тоа како изгледаат двата проекти, Send и Mana, пред самиот bull market, односно пред халвингот, и ќе видиме колку ќе релоцираме во еден од нив, значи не сакаме да ги имаме двата, затоа што со тоа што како што рековме, значи имаме многу категории и не можеме да финансираме во сите.
Значи поентата е значително да ставите во неколку од сите овие категории со цел да ги фанете оние посебни бранови на Bull, кога ќе дојде самиот Bull Market, и затоа нема логика да финансираме во сите Metaverse токени, значи ќе финансираме во оние според нас кој што е најпотенцијален, со тоа што Engine се разликува од овие два. Затоа, например, доколку финансираме, би финансирале, да речеме, Send и Engine моментално, каде што ќе реалоцираме од нашите постојачки токени или коини во нив пред самиот Bull Market и ќе го искористиме оној максимален, да речем, максимална експлозија која што се очекува со следниот Bull Market. Значи истото важи за сите овие категории досега. Значи нема логика да финансираме во Aave, Compound, Maker, Uni, во се. Значи ќе финансираме на пример во Aave како најпотенцијален и ќе финансираме во Uni затоа што истиот како токен е многу посебен за разлика од овие три кои што се на некој начин со исто значење и иста цел. За разлика од тоа, например, Internet of Things, овие сите се со различна цел, со тоа што, например, првенствено би финансирале во VET и во IOTA, како еден од оние 20022 токени, кои што нели ќе разговараме во иднина, и на тој начин, значи, гледате, правите диверсификација, значи веќе можеме да разговараме за овие, затоа што сме ги поминале сите овие категории, правите диверсификација во која што, значи, постепено градите портфолио кое што има од сите овие категории по нешто, оние да речем проекти кои што навистина ви се допаѓа и на тој начин имате многу поголем процент на успех кога сте реалоцирале во различни сегменти кои што не се зависни еден од друг и доколку имаме колапс, нема заедно сите да паднат надолу. Затоа тоа е, да речем, според нас добра стратегија, иако ние не можеме да ви кажеме, ова не е финансиски совет, но е добра стратегија како да направите да го минимализирате ризикот на вашето портфолио. Сега, за крај, сакам уште еднаш да напоменам за оние кои што го следат нашиот канал, дека значи ние гледам дека има многу од луѓето кои што не им се допаѓа ова кај нас, но значи мораме да разјасниме некои работи. Ние како групација до сега работиме исклучиво за профит во криптосферата. Да, ние сме за централна децентрализација, за целосна децентрализација, ние сме за независност на крипто од држави и од светска економија и од слично, но мораме да разбереме дека криптосферата моментално представува само една ронка од целиот финансиски систем и за жал овие големи играчи тоа многу добро го знаат и се обидуваат да го искористат против нас. Мораме да запамтиме дека постојат комплетно децентрализирани проекти, како што е, например, DOT, како што е, например, ADA, кои што не можат ни по точка разно, ниту да бидат на некој начин банирани, ниту пак може да бидат превземени, затоа што нивниот систем не дозволува да бидат поседувани, превземени и банирани од големи субјекти како што се корпорации или држави или светски органи. Додека за разлика од тоа, мораме да го прифатиме фактот дека постојат проекти како што се Ripple и Stellar, значи првенствено овие два, кои што исклучиво работат за соработка со државите, банките, во случајов претежно банките и финансиските корпорации на некој начин, со цел да помогнат во интегрирањето на ваквиот тип на капитал во дигиталната сфера на светот. Значи, сакате ви или не сакате, ова е реалноста. И истите доаѓаат, значи не е тоа дали вие сакате или не, никој вас не ве праша. Значи капиталот се движи без разлика на тоа како вие сакате. Проблемот што е? Дали вие ќе направите профит од тоа или не? Значи ние постојано ќе поддржуваме и ќе бидеме адвокати за децентрализација и за целосно уништување на постоечкиот финансиски систем. Но тоа нема да се случи преку ноќ. И што мислите вие дека овие банкарски играчи и финансиски организации преку ноќ ќе се откажат и ќе кажат добро, тоа е тоа, остануваме на крипто? Тоа нема да се случи. Така да имајте го предвид фактот дека сакале не или не. Тоа се два сегменти кои што мора да се случат за големи финансии да влезат во крипто. Првиот, нема крипто напредок и големи финансии без регулатива. Значи дивиот запад тоа не пали. Така да мора да чекаме да добиеме соодветни, иако можеби, значи верувам дека многу долго нема да имаме соодветни закони, нормално ќе бидат наменети за да го уништат криптото, но тоа нема да се случи, знаеме сите, значи ова е нешто што не е донекво, не може да го срушат и што и да прават, значи колку и да се договараат, колку и да имаат состаноци на светско ниво, они не може да го направат тоа затоа што не е до нив. Никој мене не може да ми каже што да чувам ја во мојот hardware wallet. Значи сакам да им напоменам на оние луѓе кои што мислат дека ние сме за централизација или дека ние промовираме токени кои што ќе направат централизација или контрола.
Значи тоа не е вистина, но мораме да се помириме со вистината дека првиот сегмент е регулација, значи регулатива правна мора да има. А вториот сегмент, сакале или не, големите финансиски субјекти се веќе во крипто, само што се повеќе и повеќе ќе навлегуваат како повеќе и повеќе регулативата ќе расте. Работата е во тоа што регулативата, првенствено, они нема да дозволат да биде наменета за целосно уништување на крипто, затоа што и они имаат голем профит од крипто. И второ, на тој начин е единствениот начин на кој што ќе можеме да добиеме масивна светска адопција на криптото, затоа што без регулатива и без тој капитал кој што го поседуваат само овие огромни корпорации, банки, влади и слично, не можеме да добиеме. Значи, ритейл не е доволно јак никогаш и нема да биде јак за да може да доведе до светско користење на криптото. Затоа, сакале не ви или не, она што Ripple и Stellar моментално го прави е уствари добра работа, затоа што они на некој начин со тоа што им помагаат на банките да влезат во овој сектор, им го ставаат оно јаже околу вратот дека кога ќе влезат веќе нема враќање назад. Со тоа што они сакале или не ќе направат CBDC, тоа е нивниот чекор со кој што они се обидуваат да направат алтернатива на децентрализираните криптовалути. Но тоа нема да успее. Значи сакале они или не, кога мене некој ќе ми каже купи си CBDC за да можам да те контролирам, да, може ќе се случи тоа на почетокот, но после тоа кога големиот дел од луѓето ќе видат дека државата ти го контролира животот преку CBDC и ти вели аха, ти постираше нешто што е спротивно на мене, нема проблем, во тој случај само ќе ти го исклучиме новчаникот и нема да јадеш една недела. И нормално дека секој после тоа ќе почне да си користи децентрализирани криптовалути, сакале или не. Значи тоа е реалноста. А од друга страна, значи за жал, за капиталот да влезе во криптосекторот, овие два ќе бидат едни од најзаслужните криптовалути во светот, затоа што истите моментално работат на создавање и апликација на CBDC, кои што понатаму истите ќе ги искористат за меѓудржавен транспорт на капитал. Затоа што на Ripple му е битно да има CBDC. Многу поедноставно е да имате евро во дигитална форма и долар во дигитална форма, кои што за разлика од стейблкоините, значи ќе бидат исти како стейблкоините и ќе можете многу поедноставно да ги претворите во Ripple за да ги трансферирате во другата валута. Значи ако сакава некој од Европа да прати во Америка пари, многу поедноставно е дигитална валута која што е еднаква на стейблкоин да ја трансферирате во Ripple и потоа истата да трансферирате во долар на другата страна. Така, затоа што сакале или не, моментално Ripple тоа му е основната работа, трансфер на капитал. А доколку тоа го прави во кеш, потребни се банки, потребно е од банката да влезе во менувачница, каде што ќе биде сменет во Ripple и обратно, од Ripple сменет во другата страна во менувачница, зборувам, нели, криптоменувачница, па потоа во банка прифатен. Значи, во овој случај се елиминираат менувачниците и банките и имате директно користење на валути кои што се дигитални и трансферирање на едните во другите, затоа што имаме CBDC активен на светот. Сакали или не, CBDC доаѓа. Работата е дали вие ќе го користите. Значи јас кога ви кажувам постојано дека имаме хардвер волети на кои што ние чуваме се што ќе биде децентрализирано, тоа е поради таа причина. И Ripple во оваа ситуација е само средство кое што нас ќе ни донесе капитал, ништо повеќе. Но мораме да ги предвидиме овие работи и искористиме соодветно, затоа што ако ние не ги искористиме, некој друг ќе ги искористи. А водење инат на економскиот систем е најголемата глупост што може да ја направите. Воделе вие инат или не, економскиот систем си тера, не му е гајле зала. Значи вие може да си водите инат колку сакате. Така да бидете паметни и искористете ги овие работи, затоа што нема логика некој да направи брдо пари, а вие само да гледате од страната и да негодувате. Значи ова е посебното нешто што сакам да ви го кажам, ќе направиме посебно видео во кое што ќе образложиме точно се околу овој стандард 20022, во кој што е многу битен и доаѓа, верувајте ми, и ќе биде многу голем. Значи, идејата е дека треба да бидете прилагодени и да бидете на некој начин паметни да го искористите. А ние сме тука да ви кажеме што истиот представува и нормално не можеме да ви кажеме дали да купите, можеме само да ви кажеме што ние ќе направиме со него. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш, ваквиот стандард кој што моментално Ripple и Stellar не се само проекти кои што се целосно, значи, на некој начин регулирани и ги имаат интегрирано регулативите во себе. Туку истите се партнери
во самиот проект. Замислете, они се партнери, они се уствари советници на Swift во однос на интегрирање и воспоставување на овој стандард. Замислете колку е тоа големо. Swift ги земал Stellar и Ripple за партнери. Сега, понатаму вие разговарате колку Ripple и Stellar се вакви, такви, накви, лоши, не знам што. Само со таа реченица ќе го оставам. Па размислете. Swift ги земал Ripple и Stellar како партнери. А ако не ми верувате, проверете го тоа на интернет, многу едноставно да се провери денес. Уште еднаш благодарам што следите нашето видео, значи во наредните денови исклучиво битно сакам да направам видео за овој стандард и каква е поврзаноста помеѓу партнерите Stellar и Ripple, како и останатите коини како што се IOTA, Zinfin и слично, и колку истите ќе бидат битни во следниот bull market 2024-2025. Значи гледате дека се повеќе и повеќе станува јасно колку само големи категории имаме во крипто. Значи не се само Bitcoin и Ethereum, имаме многу различни проекти и многу различна примена на крипто во светот, која што очигледно луѓето се уште не се запознаени со. Благодарам уште еднаш, се надевам дека ви се допаѓаат нашите материјали. Значи како што реков и секогаш доколку имаме поддршка од вас ќе продолжиме да работиме и понатаму. И се надевам дека ова што го правиме навистина ви помага во секојдневното унапредување на вашето портфолио и знаење за крипто. Слободно, значи ќе кажам уште еднаш, секој коментар сме овде да го одговориме, значи земаме одговорност за нашиот едукационен материјал, но не и за вашите одлуки финансиски, но за се останато, какво и да имате прашање, слободно поставете, тука сме да ви помогнеме. И нормално би ви биде благодарни доколку ни помогнете малку со напредување на нашиот канал. Знаеме дека е bear market и знаеме дека многу луѓето не се заинтересирани за крипто, но може да видите од нашите досегашни скоро 100 видеа дека сето она што го правиме на вистина има голема примена понатаму во иднината и дека доколку ова го споделите со некој од вашите најблиски кој што би сакал да научи е од голема полза за нас како канал со цел да споделиме оваа материја со што повеќе луѓе, а и за било кој што уствари ќе може да ги гледа нашите видеа. Така да ви благодарам ако помогнете во однос на промовирање на нашиот канал малку и со тоа го завршуваме ово видео и се гледаме во следното видео на нашиот канал на CryptoGameidžија. Имајте добар ден.